Добро вечер. До пред некоја година земјите од Западниот Балкан, неволјни да ги отпочнат суштинските реформи и решавањето на покрупните прашања за да ги придвижат своите општества кон европскиот концепт, отворија една дебата дека всушност очигледно е дека Европската Унија е се повеќе уморна од проширување. Најдобриот доказ дека тоа за Западниот Балкан не е рецептот на Европската комисија покажуваат последните 3 години. Секоја година по една звезда од балканското обкружување. Најпрвин Црна Гора, дури и не забележавме како таа влета во преговарачкиот процес, сосема тивко и мирно надвор од нашиот фокус. Потоа Србија со решавање на едно сериозно прашање и сега, овој декември се очекува звездата од Западниот Балкан да биде Албанија. Па ако во извештаите се отвара едно поглавје насловено како наследство од минатото, очигледно описот за Македонија и Босна, спореден со содржината на извештајот, ќе биде добро да се спореди со наследството од минатото во именувањето на овие две држави. Во Југословенската федерација, кога сакаа да ги опишат Босна и Македонија, ги нарекуваа темниот вилает. Зошто оваа земја од 2005 година од кандидатски статус, од 2009 со препораки за почнување на преговори, годинава завршува во состојба во која што препораката е дадена, властите сметаат дека ова голема морална победа, а опозицијата и благодари на Европската комисија што имаше сила со еден помалку чуден извештај да ја задржи Македонија во некаква барем лабава врска со европскиот процес, затоа што без таа врска очигледно нема внатрешни сили кои што би го крепеле тој реформски процес. На оваа тема што понатаму вечерва разговарам со вице-премиерот Фатмир Бесими. Добро вечер. Добро вечер. И председателката на Советот за евроинтеграција Радмила Шекеринска. Добро вечер. Добро вечер. Министре, вашиот мандат не го покрива специјална рамка каква што во соработка со госпоѓа Арифи измисли Филе. Но и високиот пристапен диалог не даде особени резултати во смисла на надежта како тој требаше да финализира минатата година. Постои ли кај вас страв дека без специјален нов инструмент, кој што не го најавува Филе, просто само критикува дека Советот овој пат ризикува да ја загуби и својата кредибилност Европската Унија, но и Македонија да го загуби реформскиот процес, можат ли тие врски да се оддржат без Европската комисија и предсекомисарот да размислуваат за нов инструмент за подцврста врска со Македонија? Во однос на диалогот на високо ниво, односно пристапниот диалог, на кој вие го спомнавте, во секој случај тој никогаш не бил измислен како субституција на преговорите. И во таа смисла и во самиот извештај они наведуваат дека... Ама вие бевте во друго министерство, знаете, тогаш и владата прилично еден период се фалеше дека тоа е на некој начин преговарање во рамките на возможните ситуации поради проблемот со името. Да, во извештајот. Но сега е јасно дека не е субституција. Да, во извештајот токму тоа го пишува дека даде моментум во однос на реформите и потоа продолжува дека во некој случај тоа не се спомнува како субститут на преговорите. Меѓутоа, хлад се користи како механизам или инструмент и во другите држави во регионот, кој имаше во Босна, но на жалост тамо не даде резултати уште првите 10 дена. Потоа го спомна комесарот Филе и на пресконференцијата и за Албанија дека размислува такво нешто. Значи малку поинаку се вика, но во суштина е веројатно тоа. И всушност во рамките на тој диалог се овозможи така наречен селф-скрининг, за да можеме да направиме една анализа на тие закони што се однесуваат на поглавјата 23 и 24 и воедно следевме како се водеа преговорите во тие поглавја со Црна Гора. Значи тоа беше идејата со хлад да се искористи и сега се размислува понатаму како би одели да сме... Зошто ние ја упропастивме идејата? Не станува збор за... Причината е зошто јас не можам да му верувам на еврокомесарот дека работите се оставени за подобри времиња. Внимавајте и не грижете се премногу дека сме ги заборавиле фундаменталните права. Кога ќе дојдеме да преговараме 23-24 ќе бидат први. И тоа е состојбата на медиумите и владењето на правото. Но, ако хлад беше условно ладна проба за процесот, како е можно 2013-та, после кризата од 24-ти, всушност да ги расипеме сите параметри?
Прво, Вклучените, пристапот на Европска комисија за 2024 не е само за Македонија. Тоа искуството оние го повлекуваат за сите земји од регионот. Затоа и неслучајно со Црна Гора почна со токму со тие поглавја, а истото планират и со Србија да го направат, а во иднина и со Македонија било која друга земја што ќе добие датум за преговори. Значи, тоа е концепт на Европска унија за целиот Западен Балкан и не е исклучиво само за Македонија. Меѓутоа, се вратиме на темата. Тие спомнуваат во извештајот дека е изгубено време поради политичката состојба во земјата и тоа без разлика дали ќе имавме хлад или нема да имавме, исходот во основа на евроинтеграциите би бил ист. Значи, ние треба во препораките како што пишува, како што е наведено таму, значи се спомнува каде што треба Македонија да обрати повише внимание, значи е политичкиот диалог, добрососедските односи, односно прашањето за името, диалогот со новинарите, медиумите и поексплицитно го кажуваат прашањето во врска со името, односно со Грција. Значи, овие се главните пунктови кај што лоцираат потреба за поголем ангажман во наредниот период, а секако во однос на тоа што е постигнато во досегашниот период и тоа што треба да се направи повише. Ако гледаме низ целиот извештај, јас сега нема да одам во детали, претпоставувам подоцна во дискусијата ќе се отвори, но сепак ако гледаме од тој аспект, оние во однос на политичките критериуми кажуваат дека се на задоволително ниво за земјата да добие препорака за започнување на преговори. Дополнително тоа што е карактеристично на овој извештај е дека комисијата смета дека препораката ќе даде дополнителен импулс или ќе придонесе за реформите од Европската агенда. Да, меѓутоа и предминатата година. И 5 години поред. Веројатно така ќе биде. Да, меѓутоа сега е поексплицитно за тоа што го наведуваат и во контекст на регионалната соработка, односно поконкретно за прашањето за името. Каде што спомнува дека во однос на ова прашање покрај тоа што ние билатерално треба да го решиме, се спомнува и значењето на овој процес да се забрза и од аспект на целиот процес на проширување на Европска унија во Балкан. Кога ваквите извештаи власта ги пречекува како конечно, ние сме веќе навикнати дека ние играме квалификации во Лига на шампиони, некаде во октомври чекаме дека последниот надпревар ќе биде одличен за нас, но во основа знаеме дека не сме се квалификувале. И тука задоволството некаде завршува. Сериозната интелектуална јавност се повеќе се врти кон европската благост како еден од виновниците зошто овдека не може да се изоштри сериозниот разговор околу климањето на најважните стожерни прашања од политичката агенда. Пред некој ден напиша еден колега, опозицијата треба да го земе и да го запали овој извештај. Дали вие од ваквиот вординг на европските извештаи всушност читате само порака дека додека не почнеме да преговараме, невозможно е потемелно да влеземе со вас во реформски процес, а ова го оценуваме како доволно да ве внесеме низ таа порта? Ако се сеќавате, уште пред повеќе години... Простете, вие не бевте тука, бевте во Брисел, па веројатно не сте виделе таа мала епизода помеѓу новинарот Боријан Јовановски и еврокомесарот Филе, каде што Боријан последно прашање му се жали, вели се надевам нема да имам исти консеквенци како пред 2 години. На тоа комесарот додава како и јас. Јас стекнувам впечаток дека еврокомесарот добро ја научи таа лекција од 2011 година, кога премиерот после таа изјава дека може да ни биде одземена препораката, распали со сите средства до границата слободно утре земете препораката. И тоа некако како да ги редефинираше односите на Европската комисија, кога свати дека има работа со политичка елита која е подготвена да го прокоцка дури овој чекор. Еве, прво на тоа прашање да се осврнам. Мислам дека е лажна надежта. Тоа го зборувам, би рекла, повеќе од 5 години. Лажна е надежта која си ја создаваме можеби за да се заштитиме сами себе како граѓани и да го зачуваме нашиот оптимизам, дека некој друг, вклучително и Европската унија, ќе биде агент на промени во Македонија. Не зборувам политички партиски промени, туку промени на процесот.
Мислам дека е тоа навика можеби од 90-тите години, кога меѓународната заедница беше таа која што во принцип го доминираше со политичката дебата во Македонија. Тоа беа 90-тите години и тие сега за сега не изгледа дека ќе се вратат. И беше робусна во одговорите на секој потек. И мислам дека ние се навикнавме на еден таков стил и сега се чудиме зошто употребуваат други формулации. Ова се формулациите кои што и припаѓаат на Европската Унија во односи кон па и Западниот Балкан, па и поширокото соседство. Не знам колку во Македонија се забележа коментарите и изјавите кои што ги даваше комесарот за Турција, например. Пазете, во Турција имавме ние ситуација каде што луѓе гинеа при демонстрации. И имаше неколку мина кои што го слушаа во Европскиот парламент и кои што слично бараа појасен јазик и подиректен. Одговорот на Европската комисија е дека не се тие институцијата која што треба да покаже со прст што се случило и како се случило, туку дека тие се платени за да го чуваат европскиот процес жив. А колку тој процес ќе го искористат земјите како Турција или како Македонија, тоа зависи од нивните избрани представници, од нивните граѓани. Меѓутоа, ако веќе зборуваме за општа слика на извештајот на Европската комисија, јас мислам дека го имам еден од најексплицитните извештаи на Европската комисија кои велат дека работите во Македонија пред се. Сега не зборувам регионални односи, билатерални и така натаму. Работите во Македонија се на многу опасен терен. Порано користеа многу често европските дипломати паралела или реченица, некои велат чашата е половина полна, некои велат дека чашата е половина празна, прашање е на пристап, меѓутоа битно е дека има вода. Впечатокот кој мислам дека многумина го добиваат кога ќе го читаат извештајот е дека во чашата има нешто вода, али е многу застоена и никој не сака да ја пие. Таа веќе е штетна да се искористи за пиење. Министерот спомена неколку теми кои што беа споменати на комисијата на пресконференцијата. Меѓутоа, кога ќе го читате извештајот, ќе видите дека главните точки на критика и на загриженост од страна на комисијата се строго домашно политички. Освен медиумите, на кои бевме навикнати да бидеме искрени од минатата година, од тогаш почна да се создава впечатокот дека во тој дел во Македонија работите опасно се тргнати по надолен тренд. Сега во таа сфера се доближува судството, борбата против организираниот криминал и корупција, па и одредени аспекти на економската политика. Речениците кои што ги прочитав овдека за судството, погледнете ги, ќе видите дека ги нема кај другите држави. Значи се зборува за селективна правда. Јас не знам дали настаните последни во општина Центар дополнително ја стимулирале комисијата да биде ваква, мислам дека не. И предходни примери одеа во таа насока. Пазете, политички притисок врз судството. Пресуди кои што се невообичаено брзи. Наградување на судиите кои донеле политички битна пресуда со повисока функција во судот. Погледнете, немала Македонија вакви констатации. Ако се вратиме назад дури и на извештаите 2003 и 2004, кога уште не ги гледавме реформите во судството, уште беа пред нас, немате вакви тврди реченици. Кога ќе погледнете дека во делот на корупцијата, практично ние од 2009 до денес, секоја година имаме се полош и полош вординг. Во 2009 година стоеше добар напредок, потоа стоеше одреден напредок. Па потоа, за да сега дојде дека корупцијата е присутна во практично сите области. Дека главниот акцент се ставя на корупција во јавните набавки. Многу детали изнесува, невообичаено за Европската комисија, многу детали изнесува во овие две области. И сметам дека од тој аспект комисијата, јас би рекла, редовно си ја заврши работата. Ама да не чекаме дека комисијата ќе ја заврши и нашата работа. Инаку, во сите области, ако ги гледаме сега само 33 поглавија, само во 6 поглавија ние имаме добар напредок. 20% никогаш не сме имале така лоша формулација. И тоа покажува, се разбира, дел од причините е заради тоа што Македонија не ги има почнато преговорите. Факт. Факт е дека никој немаше илузии дека овој диалог ќе ги надомести преговорите. Меѓутоа, точно е дека и диалогот се фокусираше на областите владење на право, на 23-ка, 24-ка и ние можевме барем да не бидеме полоши од минатата година.
Имено затоа прашувам, зошто тогаш Искрено 2000 речено, еден дел од луѓето, особено од земните членки присутни во Брисел, кои што работат, помалку на шега, ама со голема доза на објективност, рекоа дека добрата вест е што Македонија претходно се сметаше дека може да ги почне преговорите. Ако ве анализиравме, вели, овие 12 месеци само, најверојатно вие немаше да успеете да добиете препорака за преговори. Меѓутоа, како што кажавме и ние и официјално како партија, Европската комисија не сака цела држава да плати цена на лоши политики. И се трудим помалку да не заштити од нас самите. И вели, еве, препораката е тука, ако се потрудите, и на дофат. Факт е дека Македонија изгуби 5 години со непочнати преговори, пред се заради позициите на Грција. Меѓутоа, факт е дека во тие 5 години ние можевме да сработиме многу од работите кои што не чекаат понатаму во преговорите. И во тој случај дури и доцнењето на преговорите немаше да биде страшно. Тогаш ќе трчавме низ преговарачките поглави и тогаш реално ќе можевме да ги стигнеме или да ги престигнеме Црна Гора и Србија. Сега мислам дека со овој застој, со ваквите коментари, со ваквите состојби во Македонија, коментарите се второстепени, се плашам дека влегуваме неповратно во втората западно-балканска група. И таа историска шанса која што ја пропушти Македонија никогаш веќе нема да ни се врати. И затоа мислам дека сите го имаме тоа чувство на незадоволство, на горчина и на загриженост за тоа каде одат работите. Министре, ја дели ли владата оваа загриженост кога ќе го видите премиерот вели се ќе разгледаме сериозно, предпоставувам и Бесими ќе разгледа се сериозно, ќе напишеме добар акцијски план и ќе почнеме едно по едно да чистиме од прашањата. Но наместо да чистиме едно по едно од прашањата, мојата професија, медиумите, до 2009 се наоѓа во делот за информатичко општество. Под 2009 од првата препорака почна да се занимаваат со другите аспекти, собственост, транспарентност и останато. За сега да сме во групата ЛГБТ заедница, ромите, по прашањето на фундаменталните права и новинарите. Не се само таму новинарите, ги има и во фундаменталните права во поглавје 24. Така, да. Јас ви кажувам ова другата формула која звучи прилично го покажува срозувањето на темата. Ние сме сега пар екселанс првото политичко прашање, медиумите. Па вака, прво во однос на ова оценката, значи генерално тоа што мислам дека препораката е и оваа година поред петта, сепак е важно за Македонија, за европската перспектива на Македонија. Алтернативата би била дека ние не го одржаваме статус квото. Меѓутоа и статус квото, како што беше спомнато, си има своја цена и Република Македонија, доколку почна со преговорите, тоа што го дискутираме тука, че може реално поквалитетно и побрзо да се движи кон овие реформи за кои збореше госпожа Шекеринска. Значи, ние ако гледаме сега баш во делот на правото, значи во регионот се уште Македонија, иако Црна Гора почна со преговорите лани, Србија ќе почне оваа година со 23-24. Во однос на легислативата, мислам че се согласите, Македонија во делот на реформите институциите направене се уште понапред од другите земји. Меѓутоа, забелешката е и во делот на имплементација на тие односно на нашето валидно законодавство и други работи што ги има таму, за кои и јас сметам дека ние пред се не само што ќе почнеме, ние веќе уште од вчера работевме на првишна анализа, денес имаме подлабинска анализа, во наредните дени, прва наредна седница на влада ќе биде акцијски план за по институции секој да се ги врши своите обврски. Меѓутоа, тоа што сметам дека сепак е важно, значи во процесот и коментарите што беа дадени од комисарот Филе за Македонија, но генерално за процесот. Значи, еден е делот на одговорноста на државните институции, владата, секако во делот на политиките, законодавството, меѓутоа во контекстот на целото окружување кај нас, значи се повикуваат на сите релевантни институции. Еве во делот на медиумите. Дефинитивно Македонија треба да е подобри сликата за
слободата на изразување и преку диалогот со новинарите и новинарските здруженија. Меѓутоа, во делот на препораките, оние кажуваат треба да продолжи диалогот, да се повторно да се воспостави и од двете страни да има конструктивен пристап. Значи, сепак оние гледат во ова како една целина. Македонија гледат како една целина во сите овие процеси. Јас можам да спомнам дека и во овој период, кога беше ваков со оглед со многу предизвици во однос на диалогот со медиумите, јас како надлежен за европски процесот, координација на процесот на европска интеграција, сепак во делот на во рамките на ХЛАД диалогот, во делот на медиумите и слободата на изразување, сум се обидел да држам постојана комуникација со здруженијата на новинарите. Меѓутоа, тоа што се бара е нешто повеќе. Значи, тој диалог со новинарите да се систематизира и мислам дека имаше развижување на ситуацијата покрај првичната иницијатива во почетокот на годината да помине законот, се отвори поголема дебата, имаше вклучености на новинарите, меѓутоа не во формата како што беше замислено во ХЛАД, после настаните од декември во собранието, меѓутоа сепак и тоа се цени од страна на комисијата, кај што сите страни покажа волја. Сега ние тоа што го има во извештај... Од вас очекуваме брза реакција, од вас очекуваме потреба да демонстрирате дека овој пат навистина сте сериозно решени, нешто да почнете да разбирате во целиот процес. Половина од работите беа буткани на мускули, во меѓувреме се појави друго здружение, се искомплицира целиот процес, јасно ние како работите може да се одвиваат во Македонија и нас буквално ни е нејасно, јас не знам да речеме дали вие од обврската што си ја превземавте во Брисел, на спикап конференцијата во јуни, дека европските власти ќе ги известите за рекламниот колач, дали вие лично го сторивте тоа? Да, тие се информирани во однос на рекламите како што тоа беше дефинирано во ХЛАД. Добро. Зошто тоа е важно прашање кое можете евентуално да си го разменувате со Европската комисија, ама не важно ние овдека дома се уште разфрламе бројки? Тоа е прашањето на транспарентноста. Мислам дека тоа што е важно, сите работи што ги има наведено во извештајот, како и во делот со новинарите, сите работи владата ќе ги зема предвид, вклучително и ова. Така да мислам дека тука нема дилема, нешто дополнително да кажеме од тоа што го има во извештајот. Тоа што стои во извештајот, како што се наведува, ние во наредниот период ќе го претвориме во акцијски план. Сега тоа не е абстрактна категорија. Акцијскиот план значи конкретни обврски со датуми и со надлежни институции. Првата од вас што ја бараме, вие сте првиот представник на европскиот процес во владата. Живееме со шпекулациите дека ова примери повлекување на медиумските закони од собранието само за да се помине оваа фаза со извештајот и потоа во брза постапка ќе ги донесете. Значи од вас барам многу дециден разговор. Дали вие ќе останете во рамките на тој концепт, ако воопшто било каде се заговарал за таква политика, зошто се во примири законите и ќе ги ставите на маса на гласање? Јас ќе останам во иста линија како што е Европска комисија што кажува за Република Македонија. И тоа е мојот став и во владата. Звучи надежно. Вчера слушнавме и од пратеникот Антонио Милошовски од прилика слична формулација дека очигледно и јасно дека работите мора да се вратат прилично на почеток, барем за законот за медиумите. За да анализира опозицијата и евентуално Радмила Шекеринска во својство на председател на Советот за евроинтеграција во парламентот, ја задоволи обврската од извештајот дека и тој треба да биде поактивен. Предпоставам дека во рацете треба да ги има овие бројки кои министерот ги испратил во однос на рекламите, но предпоставам не стигнале во Советот. Исто како што и да ве прашам не поради позицијата за Европскиот совет, туку како пратеник би морале да знаете да одговорите на прашањето колку јаде администрацијата кај вас, кажете ми колкава е бројката, до ден денеска и извештајот пишува дека се уште ниту Брисел не оперира со бројката на администрацијата во Македонија. И јас бев љубопитна на оваа тема, може би вице-премиерот ќе се сети зошто. Бев присутна кога пред повеќе месеци комесарот Филе испрати многу директно прашање до премиерот, а тоа е колку луѓе работат во администрацијата.
како резултат на дебата која што долго време очигледно била дебата на глуви, разговор на глуви. И ако добро се сеќавам, премиерот даде ветување дека за 5 дена тие податоци ќе бидат испратени на комисијата. И јас можеби ќе се лутев, што, како што велите вие, комисијата го знае тоа што ние како граѓани кои даваме пари за да се плати таа администрација не го знаеме. Меѓутоа ќе спиев полесно дека тој податок постои и некој знае. Затоа и за мене беше непријатно изненадување кога видов дека 6 месеци подоцна од тој разговор таа бројка се уште е непозната и на Европската комисија. Имаше еден период кога владата до Европската комисија испраќаше така наречени предпристапни економски програми, во кој оваа бројка не беше директно дадена, ама во бројките на вработени се имаше протнато, сега јас тоа го заклучувам, една графа во која што стоеше број на вработени по собственост, државна собственост или приватна. И тоа беше 2012 тој документ излезе на површина и за мене беше шокантно кога видов дека бројот на лица вработени во приватен сектор се намалил за некои 20.000, не ме земете за збор, а бројот на луѓе во администрацијата се зголемил за 50.000, речиси. И се отвори една дискусија на Национален совет. Таа дискусија еден колега пратеник ја пренеси на пленарна дебата. Зид на молчење добивме од страна на владата. Единствената реакција која што ја предизвика таа дебата и следната година во новиот предпристапен економски извештај веќе таа табела да ја нема. И мислам дека ваквите ситни примери, можеби некој ќе рече е добро едно прашање. Ваквите ситни примери и темата медиуми, за која би сакала да кажам 2 збора, и ова покажуваат дека владата, слично како и судството, што вели Европската комисија, се многу ефикасни кога треба да се исполни некој формалистички процес. Треба закон, нема проблем, експерти за пишување закони сите станаа. Собранието се претвори во печатара, само удираме печати на нов и нов закон, 100 закони стигнаа сега одново. Меѓутоа, секој пат кога ќе се допрат, дали од Европската Унија, дали од страна на опозицијата, дали од страна на јавноста, суштински теми, тогаш практично владата испраќа порака но пасаран. Нема попуштање. На темата на медиумите не е проблем само што пишува сега во европскиот извештај. Главниот проблем е што одговорот сега ќе направиме акцијски план, веќе никого не може да демантира. Оти акцијски план во Македонија постои. И во тој акцијски план медиумите се една од точките. И имаше 2 обврски. Една обврска беше со клеветата, која што беше брзо реализирана, затоа што околу тоа постоеше консензус, и една обврска која што беше многу прецизно поставена од комисијата, а тоа е да се обезбеди транспарентно финансирање на рекламите владини во медиумите. До ден денеска, значи владата освен што тоа го напише во акцијскиот план, не превзема ни пола чекор во таа насока. Напротив, со законите кои ги предложи во собрание, ја зголеми можноста за дополнително корумпирање на медиумите и уништување на медиумскиот пазар. За легализирање всушност на корупција. И сега, како да ви кажам, убедена сум дека во акцијскиот план ќе има нешто на таа тема. Ама ќе остане акцијски план. И тоа веќе мислам дека се зацементира како впечаток. Не од страна на Европска комисија, на страна сега во ситуација ја тргам. Од страна и на македонските новинари, и на македонската јавност. И мислам дека тоа е делумно причината зашто е тешко да се врати назад диалогот помеѓу новинарите и владата, заради изневерената доверба. Јас се сеќавам на посетата на предпоследна на комесарот Фуле, кој кога стигна имаше прилика да го чуе и председателот на ЗНМ, кој многу пофално се изрази за соработката која што имаше со владата заради клеветата. Од тој момент натака таа иницијална доверба на професионалните здруженија беше злоупотребена. Од клеветата како еден инструмент за притисок, сега добивме клевета која кривично не се гони, ама е елемент за затварање на медиуми под притисок на тужби. И мислам дека сериозен проблем е ако владата па и не ги повлече овие 2 закона. Тоа мислам дека оној баш нај минимум кој може да покаже некаква политичка волја, особено пред следниот совет. Меѓутоа, Македонија навистина ја спомнуваа како негативен рекордер во падот на медиумските слободи. И при тоа не се согласувам дека е тоа само слика за медиумската слобода. Ние имаме реално медиумска реалност во која плурализмот не постои, ниту пак се третира веќе.
На страна приватните телевизии, тие може да се вакви или онакви. Кога добиваат пари од државата, имаат и одредена одговорност која не ја вршат. Меѓутоа, прочитајте ги речениците за државниот национален сервис. Катастрофа, исто како што беше катастрофален извештајот на ОПСЕ ОДИХР за нивната пристрасност целосна. Така што мислам дека наместо да се скандализира владата или некој во владата само заради тоа што Макфест не бил пренесуван, па заради тоа, пазете, летаат глави во телевизијата и при тоа најверојатно некој на техничко ниво, пазете, ние првата услуга која треба да ја гарантира, првиот стандард кој треба да го гарантира овој сервис не е воопшто задоволен. Замислете да кикснеше преносот од Субрата Рој во Стариот театар, колку откази ќе летат. Па јас мислам дека сега владата би посакала да кикснеше, па некои од речениците искрени на Субрата да не излизеа во јавноста, но тоа е за друга дебата. Министре, кога ви го правиме тоа кроки, дајте еднаш веќе покажете дека не сте со два ума. Едниот кој што го шминкате за пред Европската комисија, а другиот кој што го буткате преку закони, пракса. Тоа мало кроки значи, што е толку страшно? Веќе утре да демонстрирате малку повеќе политичка волја, не од оној капацитет на, да речеме, можеби Србија и Косово под покровителство на ешто, но за овие домашни работи. Недвосмислено да кажете дека законите за медиумите се повлекуваат. Тоа би било ново чувство за цела една сфера дека можеби ни дојде умот. Обидете се да оставите после сите забелешки дека во однос на лустрацијата, наместо денеска нов бран, можете да покажете дека сте подготвени да почитувате одлука на Уставниот суд. И можеби уште неколку експлицитни судски случаи кои што се уште се држат со шепата на политиката, ете толку само кревање рака, може да биде доволно добар сигнал да воспоставиме нормална политичка комуникација. Мислам дека и функцијата на овој извештај, како и работен документ, е токму да даде насока на овие приоритети на кои треба да дадеме во наредниот период. Јас сега тука не можам да дадам такви изјави на емисија, затоа што се знае дека има голем дел од работите што не зависат директно од ресорот кој го водам, ниту некои директно од владата како институција. Меѓутоа, тоа што можам да ви кажеме дека може би звучи ова технократски, меѓутоа овој документ, овој извештај од неколку страни што ги има, треба да се претвори во документ со конкретни обврски за институциите, меѓу кои ќе спаѓат и овие на кои вие кажувате. Нема бегање од тие работи што се напишани во извештај. И тоа е за нас. Тоа е домашна задача за нас во наредниот период да се фокусираме на тие работи. Кога некој нема да се ја заврши домашната задача, да речеме ова госпоѓа Арифи остави од минатата година, повторува или го отпишуваме од училиштето? Не ве разбрав. Па имавте домашна задача од минатата година. Исто така госпоѓа Арифио остави акцијски план и еве ние сега пак се наоѓаме во ситуација да зборуваме дека на новите препораки пак ќе пишуваме акцијски план. Во меѓувреме, ако јас бидам дрска, ќе речам Фатмир, знаејќи дека не поседува политичка сила или потпора, бидејќи не доаѓа од ВМРО ДПМН на тој начин да тропа на масата, одлучи половина од годината до извештајот да биде придружба на лидерот на партијата, отколку да притиска во владините коридори да се завршат работите кои што мора да бидат завршени. Колку време вие знаете за препораката на Венецијанската комисија за лустрација? Реков ако треба да бидам безобразна. Не мислам. Ние сме на отворена емисија и не гледам ја тука ништо безобразно во нашата комуникација. Јас ги почитувам соговорниците, така да посебно и вас што се тука. Мислам дека имате ли разбирање дека луѓето се лути дека постојано се вртиме во круг? И постојано најважно е да ја задржиме формата. Јас не се сомневам дека ќе напишете акцијски план. Но што ќе добиеме од акцијскиот план? Не ми дозволите да ја завршам мислата. Сепак овој мислам во комуникацијата барам тоа што го поставивте као прашање да не одговорам. Прво, мислам дека коментарот дека јас половина од годината го поминувам со претседателот на Ахмети, таа теза сум ја слушал неколку пати. И таа се користи во јавноста за да се дефокусира вниманието тоа што реално не очекува како работа. Јас
нема дилема дека ја представувам и сум представникот од политичка партија на ДУИ по предлог на господинот Ахмети и органите на партијата сум предложен за оваа позиција. И тука нема дилема, не знам зошто некој го покренува тоа. И исто така дел од политичката програма стана дел од владината програма. И не случајно и госпоѓата Рифи и јас сум во ова портфолио која за нас е важна, што сметаме дека е важна за цела Македонија. Следно, тие посети се исто така важни за европската интеграција. Значи, таа не е паралелна агенда, таа агенда за иднината на Република Македонија. Сите работи кои се наведуваат тука, тие посети се во таа функција. Следно, јас исто така мојот ангажман према институциите и како секретаријат редовно извршувам. Јас имав и пред некое време во комисијата кај вас изјава дека не е само прашањето за името, туку и домашните работи, домашните институции. Токму, имаше прашање на што алудирав. Јас имав писмено барање, како што имаше комесарот Филе, во задача на вице-премиер и до председателот на партијата на СДС, тогаш беше господин Црвенковски, и до премиерот и до председателот на државата Иванов, дека ова прашање станува клучно за извештајот во април. Значи, јас својата работа сум ја завршил и во континуитет работа. Не мислам дека ние сме успеле тоа што сакаме да го постигнеме и го поставиле како цел, сме го постигнеме. Меѓутоа, апсолутно тука имам аргументи за ангажманот што треба да го направи. Следно, во однос на акцискиот план. Не сакам да биде синоним на темата акцискиот план. Акцискиот план ќе ги дефинира работите. Ние треба да се сработиме содржината на акцискиот план. Да, госпоѓа Рифи остави акциски план, како што и госпоѓа Шекеринска остави акциски план. И јас ќе оставам акциски план за некој. И кога ќе почнеме со преговори, ќе има акциски план. Но тоа не е нашата тема, многу се користи овој збор тук. Нашата тема е содржината, како што разбрав, на акцискиот план, односно на извештајот што треба да го направиме. Сега, во контекст на ова прашање, секако дека поентата, колку што, ако можам да се одсетам на вториот дел од вашето прашање, што ние би направиле за наредниот период. Значи, како ние овие домашни задачи да се ги завршиме, за да не оставиме за наредниот период. Ќе биде, додека ние станеме членка, постојано ќе има оставени задачи за наредниот период. За нас е важно да има напредок, а доколку не може да има напредок како што имаме сега ситуација и со прашањето за името, ние статус квото да се го држиме. Статус кво не значи ние да не направиме ништо, затоа што тоа значи чекор назад. Доколку ние не работевме ништо во овој период, Македонија немаше ни да има препорака за. И тоа е пораката главна, меѓу другото што го кажа комесарот Филе во својата изјава и презентација за напредокот и за Македонија. Каде што спомна дека и статус фото си има цена. Значи, ние мора да си работиме за да си го одржаме, да си одржиме нашата позиција за започнување на преговорите. Господи Шекеринска, кога Филе не подсетува околу тоа дека кога се подвлекува црта се има своја цена, вели додека вие сметате цената од компромисот, јас се подсетувам да се обидете и да почнете да сметате цената од неправењето компромис кој што оваа земја остава закопана. Таа додавка по прв пат дека од Скопје очекува креативно решение, како ја толкувате? Јас не мислам дека е прв пат. Јас не мислам дека е прв пат. Мислам дека на таа тема комисијата беше стандардна. Очекува дека нешто треба да се направи, предпоставам слична порака испраќа и до Грција. Меѓутоа не подсетува дека ние повеќе губиме од сето тоа. Но јас сакам намерно да ја насочам повторно темата кон внатре, затоа што сметам дека реално блокирањето на почеток на преговори, кој започна на тема име, сега веќе доби дополнителни компликации. И сега веќе навистина мислам дека името е тука, вака ќе се спомне од време на време пред одлуките на Советот. Меѓутоа се зголемува бројот на земји членки кои што отвараат дилеми за Македонија. Наместо да ги имаат затворено и фокусот да го насочат кон Грција. И тоа е, затоа велам, правилото е надворешната политика почнува дома.
Овој извештај всушност ни покажува дека дома веќе ни се чувствуваат хендикепите. И дека не сме практично спремни да влеземе еден чекор понатаму. Факт е дека во ситуација кога немате преговори, многу е тешко брзо да напредувате. Не е невозможно, но е многу тешко. Проблемот е што во некоја од овие области, освен медиумите, ние имаме дури и квантифицирано назадување. Ке спомнам еден пример сега кој што ми падна на ум. Погледнете ги само именувањата во судството. Пазете, Европска комисија не случајно ни вели вака. Во 2012 мал процент, точно кажуваат кои, од оние кои што завршија на Академијата на суди и обвинители, станаа суди. Знаете што кажуваат за 2013? Процентот е помал. И тие велат, чекајте, ние финансираме, вие финансирате институција, а седат, не знам колку кажуваат, 13 од 80 кандидати чекаат да бидат било каде именувани. Имате бројки кои што покажуваат дека дури и дебатите кои што ги водиме во Македонското собрание се дебати во чие што веродостојност не можеме да веруваме. Јас се сеќавам, мислам дека и вице-премиерот се сеќава, на почетната дебата за надзорната расправа за ИПА. Кога министерот за финансии, колега вице-премиер, излезе со податок дека процентот на потпишани договори согласно ИПА е негде околу 48%. Знаете што вели сега комисијата? Стига до 25%. За прв пат добиваме и официјален податок, значи не од македонска страна, од европска страна, дека околу 8 милиони евра наменети за поддршка на земјоделието се изгубени. Значи не дека доцниме генерално. И се вели дека постои опасност за Македонија во иднина да губи повеќе пари. Тие 8 веќе изгубени се. И сега кога ќе ги наредите сите тие работи, вие сваќате дека уште сме у предквалификации. Не сме во квалификации пред Советот. Уште сме во предквалификации. И тие се како камења на вратот на Македонија, дури и кога ќе седне да дискутира на тема преговори за името. Јас размислував и не сакав многу нашава дебата да ја, сега нема да го употребам зборот централизирам, туку центаризирам. Ама мислам дека она што се случува во општина Центар е буквално како на рентген снимка на кусо од европскиот извештај. Затоа што она што се случува 6 месеци со централната општина на нашиот главен град покажува дека институциите функционираат целосно партизирано, дека полицијата, кога некој крши општина со камења, не реагира и практично седи на страна повторно од политички причини, дека 25 инспекции се организирани од страна на централната влада за да нападнат една општина и дека на крај кога се во ова не заврши успешно, мора дури и човек во притвор да се праќа, а се зборува за злоупотреба на притворите, само за да една општина се превземе или се блокира, еве најблагоречено. Ако ги додадам на нив прашањата на изборите, на избирачкиот список и гласачите од пустец, испаѓа дека практично цело резиме на извештајот на Европската комисија сме можеле да го направиме со извештај за што се случуваше во општина Центар. И јас мислам дека не треба да ги потценуваме овие сигнали, дека некои работи во Македонија дополнително ескалираат. Еден проблем решивме 24 декември, власта отвара нова рана. Во таква ситуација, ранета со вложени параметри по сите основи, Македонија слаба влегува во преговорите. Овде правиме пауза за реклами. Господин Басими, ако постојано бараме начин или врска како Европската комисија наместо тој отворен гол притисок да ја остварува вистински таа позиција за која што Филе вели се уште ја имаме трансформативната моќ со нашите алатки кон останатите земји од Западниот Балкан. Следната година малку чудно се минува распоредот на силите и затоа кога велите акциски планови да отфрлиме содржината на она што треба да се реализира, доаѓа во една малку чудна ситуација. Следната година се европски избори. Нема кој да емитува во полна сила таква трансформацијска моќ. И во првата половина на 2013 година со Европската Унија председава Грција. Предпоставам дека овие два елементи однапред ве амнестираат да не ви барам да ве отпишат од школата, бидејќи екстерните фактори очигледно ќе придонесат ние да бидеме поттргнати малку понастрана од фокусот.
Претпоставам и затоа Да. дека господин Филе му се обраќа на Самарас дека не постојат одредени земји, туку како председавачи мора да водат грижа за сите земји од регионот, свесно знаејќи дека веројатно Македонија ќе биде скокната. Јас во контекст на нашата состојба и прашањето што ни е творено со Грција. Нивното председавање нема да менува ништо визави нивната сегашна позиција. Напротив, доколку се создадат услови, тоа за нив ќе биде предност да покажат Лидерство. Значи, тука не гледам во однос на тоа. Во однос на состојбите, изборите во Европа, реално мислиме да признаваме дека ќе ги дефокусира посебно политичките представници во Европска комисија, но и тука циклусот што ние некако влеговме во јунскиот совет на ЕУ да се дискутира или да се направи извештај во април како што беше оваа година, за наредната година во таква ситуација помалку реално е дека ќе има посебен извештај во тој период за првата половина, туку ќе биде на наредниот декември. Значи, во однос на изборите може да кажеме дека фокусот, иако процесот ќе тече без разлика дали има избори или не, циклусот ќе биде ист, меѓутоа самите промени избори ќе претпоставувам доколку немам некоја погрешна проценка дека може да има такво влијание. За крај, дали опозицијата ќе ви комплицира премногу и во вашиот содржината на акцискиот план со нивната намера дека од одлуките и постапките поврзани со Советот на Општина Центар ќе зависи нивната партиципација во завршување на заклучоците од Комисијата за 24 декември, иако во тие одлуки лежат најголем дел од интересите што во овој момент македонската опозиција може да ги избори за себе во парламентот. Јас не би било коректно да дадам проценка за нивната политичка позиција. Меѓутоа, тоа што би го кажал во контекстот на вашето прашање е дека исклучително е важно препораките што произлегува од комисијата, која всушност беше резултат на Мартовскиот договор, со кој Македонија покажа дека е во рамките на критериумите, копенхашките критериуми, кој е важно во политичките критериуми. Мислам дека тоа е исклучително важно за државата пред се. Политичките партии може да се направат своји проценки и како тоа за нив би било најсоодветно, но тоа што би сакал да апелирам уште еднаш е дека тоа е исклучително државно важно прашање, затоа што од тоа зависи и заклучокот од декември. Ние сега сме со извештајот, ние само сме добиле една препорака. Главната... Вие сте добиле сега очила со добар диоптер. Сега дали ќе читате или ќе сакав да стигнам до декември. Да. Одлуката ќе биде во декември. Значи, уште сега не само со тие очила, туку и со лупа се гледа секој наш чекор. Нас сите чинители во нашата политика или во нашето општество или нашата држава. Сосема сме на крај на емисијата. Знаете како изгледа пропагандата да се избере дежурниот виновник и сега ако тоа секој декември може да бидат опозицијата и клетата Грција, претпоставувам дека научивте доволно да се помрднете барем вие да... Значи, кога не гледа низ очила Европската Унија, нема две очила. Па со едните да го гледа само парламентот, а со другите, замаглени, да ја гледа Општина Центар. Значи, апсолутно, работната група ќе има влијание врз печатокот што се создава за Македонија, начинот на кој работи парламентот. Меѓутоа, факт е дека сега веќе многу поинтересна станува Општина Центар, бидејќи знаете што покажува Општина Центар? Не закон, не акцијски план, имплементација. Значи, на закон многу автократски држави се многу демократски. Ама во реалност не се. Значи, мислам дека треба да бидеме свесни дека кога не гледаат со очилата, гледаат и во едната и во другата зграда. Вие сте апсолутно во право кога велите дека ако опозицијата е себична во ситуацијава, ќе рече дај брзо да ги извадиме заклучуците на анкетната комисија и да си обезбедиме подобри услови за работа во парламентот, во смисла на дебати, подолги и така натаму. Меѓутоа, на кој начин ќе се согласите, ајде да ја подобруваме климата во оваа пленарна седница во собрание, а климата надвор од собраниската зграда нека оди по ѓаволите. Мислам дека е тоа краткорочна политика, ни декември нема да ни го купи. Факт е дека
во Македонија прашањето на третман на опозицијата е спорно не само заради тоа што сме дежурните виновници, на тоа се навикнавме поради медиумската кампања. Проблемот е што веќе сега се сметаме за легитимна цел, за апсење, за притисок, за притвор. Кога ќе затвори притворот, потом ти си веќе уништен човек. Ова се многу побитни теми и многу посуштински ја опишуваат Република Македонија околу темата дали дискусијата на комисија за финансирање ќе трае 10 или ќе трае 15 минути. И таков печаток имаме и во Македонија, убедена сум дека таков печаток се има и надвор од Македонија. Јас овде ќе морам да речам благодарам за вечерашното гостување во емисијата. Има интересни детали, формулации и насоки кои веројатно ќе бидат работа на информативните редакции кои не боледуваат од вирусот, голема морална победа во Македонија и шок во Грција за нешто што дури не е содржано во извештајот, но ете тоа е тоа што претпоставувам под формулацијата медиумска култура, кој како ќе разбереме, ќе се обидеме да го менуваме. Госпоѓа Шекеринска, во име на активноста која од вас малку повеќе бара овој извештај, имате на располагање вице-премиер, кој морам да признам дека и во однос на медиумите, и во однос на невладините организации, и во однос на политичкиот противник, бил расположен секогаш да разговара. Сега понекогаш е штедлив на зборови, но тоа е веројатно позицијата кога представувате ваков конгломерат на партии во владата. Благодарам. Благодарам на вас. На покана.